Почитувани, Зоран Дамјановски не може да го менаџира ниту управувањето со градскиот смет. Во Куманово се создадува огромен број диви депонии и ѓубришта во самиот центар на градот. Зоран Дамјановски постојано манипулира дека успеал Куманово да го претвори во урбана европска општина, но на очиглед на јавноста не направи ништо во тој правец. Не успеа во овие 9 години да креира среден сообраќај или средени и чисти парковски површини, фонтани, спортски терени, трим патеки, велосипедски патеки, патеки за лица со посебни потреби, мали детски игралишта, се што би требало да биде лик на една урбана европска општина. Тогаш еве за какво Куманово всушност зборува Зоран Дамјановски. Како пример, низ фотографии ќе ви покажеме само дел од многуте недостатоци од работењето на локалната самоуправа на чело со Зоран Дамјановски. Слика 1 и 2. Оваа локација на дива депонија се наоѓа на само 500 метри од центарот на градот, веднаш на трговскиот центар Туш. Ова ли е пример за најчиста општина во Македонија? Слика 3 и 4. Фонтана на градски плоштад Маршал Тито, преполна со смет, во запуштена и руинирана состојба, полна со загадена вода, извор на заразни болести. Слика 5. Нашиот градоначалник се фали со регулирано речно корито и уреден градски кеј, а еве како тој и всушност изгледа. Една слика, 1000 зборови. Градскиот кеј. Ве прашуваме, дали постои европски град без јавно ВЦ? Дали постои европски град со диви депонии низ улиците? Дали постои европски град со загадени фонтани и загадено речно корито што поминува низ централните градски средини? Господине Зоран Дамјановски, вие можете да зборувате се што ќе посакате, но граѓаните на општина Куманово секојдневно гледаат во какво европско Куманово живеат. Благодарејќи на вас и на вашето некомпетентно и неодговорно раководење со општината.